Време за првиот разговор во денешното издание на Македонија наутро. Во наредниве минути на една поведра тема, односно говориме за менталното здравје пред почетокот на новата учебна година. Почетокот на новата учебна година подразбира многу желби за успех, одличен просек, академски успех, но секако треба да се обрне внимание и на часовите и така натаму. Но важен предуслов за да се постигне успех на сите овие полиња, велат упатените, да имаме добро ментално здравје. Да си посакаме подобро ментално здравје во новата учебна година е насловена конференцијата која што ја организира Сдруженијето Младите можат. Предпоставувате која е темата во фокусот, но како ќе биде организирана конференцијата, кој се ќе учествува во неа. Дознаваме од нашата соговорничка. Велиме добро утро за Софија Стајновска од Младите можат. Добре ни дојдовте. Добро утро и на вас. Па да, ја организираме конференцијата да си посакаме подобра учебна година. Учебна година со многу повеќе грижа за менталното здравје. Конференција која што организираме за да ја промовираме анализата, поточно да ги промовираме препораките за сервисите за ментално здравје во средните училишта. Анализа направена на почетокот на оваа година, односно завршена пред крајот на минатата школска година, а веќе оваа година ние оваа учебна година почнуваме со пробување на директна имплементација на препораките од истата. Денеска конференцијата ќе се организира во EU House, поточно Европска куќа, поради тоа што и баш самиот проект со кој што ја правевме анализата е поддржан од Европска унија и е поддршка идеја да ја промовираме малце повеќе целата анализа и нејзините препораки. Ќе разговараме заедно со ние ќе представиме нашите препораки, нашата анализа, но меѓутоа ќе разговараме заедно и со Кризен центар Надежд, да ни дадат малце поинаква перспектива за тоа што како они се соочуваат со младите, со кои што они се соочуваат со млади кои што работат за ментално здравје. Исто така ќе зборуваме и со гешталт психотерапевтот Тијана Ивановска, која што ни помага да креираме програми со кои што директно ќе делуваме на препораките од самата анализа. И секако тука ќе бидат со нас во публиката повеќе граѓански организации, младински активисти и други представници од институции кои што ќе ни помогнат со директна активност, со директна дискусија за сите овие работи, да дојдеме до заеднички решенија за тоа како да ги имплементираме препораките. Самата анализа и конференцијата е всушност дел од проектот Се за младите, па би сакал во овој дел да ги запознаеме малку повеќе нашите гледачи за каков проект конкретно станува збор. Младите можат веќе подолго време, 13 години работи на личен раст и развој на млади преку волонтирање и активизам, но последните години, пола од тие години, работиме и директно на програми кои што се за ментално здравје и за кариерно советување. Самиот проект баш е во таа насока, личен раст и развој на младите преку различни програми. Да, имаме програми за волонтирање и активизам, кои што и програми како што се критичко размислување, за финансиска писменост, за доградување на капацитети на младински работници, но меѓутоа главен фокус ни се програмите за ментално здравје, каде што младите се надоградуваат и развиваат себе си на лично ниво, за нивното секојдневие, но меѓутоа и програми за кариерно советување, кои што се за нивно професионално надоградување. Така да проектот ни опфаќа ваков тип на програми, најмногу во овие две насоки, со цел да можеме да ги доближиме ваквите теми повеќе до младите, но меѓутоа и да креираме едни структурирани програми кои што ќе се имплементираат внатре во училиштата и ќе бидат системски продолжени понатаму да бидат работени без да зависат многу од проекти. Неслучајно ве повикавме на ден пред почетокот на новата училишна година да продискутираме гласно на темата која што ги засега младите, но секако и родителите кои што се одговорни за нивното здравје. Па во контекст на ова истражувањето кои што ги правевте изминатиот период, каква е состојбата со менталното здравје на младите, односно пред какви се предизвици се исправени истите? Па не би зборувала конкретно за какви се конкретните предизвици од менталното здравје со кои што се соочуваат, затоа што има различни истражувања за тоа дека се соочуваат најмногу со депресија, со анксиозност, со сите тие различни состојби во менталното здравје, но меѓутоа би рекла повеќе би се осврнала на делот дека младите се соочуваат со стигмата да разговараат
полесно со луѓето со кои што треба да разговараат. Денеска младите се повеќе и повеќе се опуштаат меѓу нив да разговараат за нивното ментално здравје. Самите се свесни дека е потребно да го прават тоа, но меѓутоа се уште чувствуваат бариери да разговараат со нивните родители, со нивните наставници, а согласно анализата, најмногу бариери имаат да разговараат со училишниот психолог, кој што е стручното лице најблиску до нив, со кое што можат да разговараат таму. Само 7% од младите во анализата имаат пополнето дека они би се обратиле на училишен психолог доколку се соочат со одредени потешкоти со нивното ментално здравје, а 60% од нив имаат кажано дека тие прв пат кога размислуваат и разгледуваат работи за ментално здравје се обраќаат на социјалните медиуми. Значи не се обраќаат на стручното лице, туку одма се отсврнуваат на социјалните медиуми, каде што, да бидеме реални, може да прочитаат се и многу често може да прочитаат работи кои што уште повеќе ќе ги влошат нивните состојби. Да, и да бидат сведоци на дезинформации. Кога веќе споменавте анализата, едно од прашањата кое што особено се анализираше во рамки на истата беше тоа дали младите имаат општо првично познавање за тоа што всушност значи самиот поим ментално здравје. Запознаени ли се младите со она што е менталното здравје? Многу повеќе од што ние би очекувале, уствари. Да, они се запознаени на вистина многу со поимот ментално здравје, иако сепак постојат одредени бариери зависно од тоа кои млади, каде, како се среќавале со средината. Со урбаните млади би рекла дека дефинитивно се запознаени, затоа што многу почесто се повеќе се слуша поимот ментално здравје, а и многу од психолозите кои што имаат приватни советувалишта веќе се активни на социјалните мрежи, се таму каде што се младите и им го пренесуваат тоа, им навистина ги учат и самите граѓански организации работиме на тоа да ги запознаеме со поимот. Така да, тие се запознаени со поимот за ментално здравје, но меѓутоа веќе одиме во друга насока, дека треба да ги запознаеме и возрастните, дека е потребно да работат со младите на нивното ментално здравје. Во тој контекст, родителите треба да разговараат со своите деца, училишниот психолог исто така со учениците, но колку за менталното здравје треба гласно да се говори на часовите. Во тој контекст да се едуцираат повеќе учениците, за да се охрабрат да побараат стручна помош, не онаа на социјалните медиуми што ја споменавте. Многу. Самите млади кои што се беа дел од анализата и беше фокусирана на мислење на младите. Беа направени фокус групи каде што квалитативно добивме директни препораки од младите како они би сакале сето тоа да биде изведено и анализирајќи ја целосната состојба во државата со сите ситуации, баш тоа се препораките до кои што дојдовме, дека треба многу повеќе, треба да се редефинира програмата, пристапот во училишните програми, каде што во редовните предмети каде што има простор ќе се спомнува и за менталното здравје. Каде што на класните часови, и ние всушност работиме на таквата програма, на секој втор класен час да имаат по некоја вежба за нивното ментално здравје, каде што училишните психолози и педагози ќе бидат вклучени во целиот тој процес, ќе разговараат со нив, ќе креираат активности и програми заедно со наставниците, каде што тие ќе можат повеќе да разговараат за менталното здравје. Така да, самите млади викаат дека да, треба да биде инкорпорирано, дека има простор, дека секој наставник може во својот предмет да пристапи на таков начин, така што ќе ни покаже дека е во ред, доколку јас не стигнам да научам за овој тест, дека може би имало некоја друга ситуација позади мене, не дека сум бил мрзлив, дека не сакам да учам, току ми се случува нешто дома, промени се, сум раскинала со дечкото, со девојката, што и да се случуваат ситуации во секојдневниот живот на млад човек кои што го изместуваат од одредените училишни обврски кои што ги има во тој период. И самите наставници треба да го прифатат тоа и да работат на нивните часови како да бидат пристапни за сите тие ситуации. Колку младите умеат да ги препознаат сите оние проблеми со менталното здравје и имаат ли каде да се обратат доколку детектираат проблеми со своето ментално здравје? Какво е влијанието на локалната средина врз нивното однесување, односно потези околу менталното здравје и каде прво се обраќаат за помош? Што велат податоците од вашата анализа? Да, младите всушност кога се за обраќање на
за со нивните проблеми, подочно детектирање првично на нивните проблеми, денеска со Google и со социјалните мрежи се први за да си постават диагноза. Но меѓутоа психолозите со кои што соработуваме, конкретно од себе служувалка, баш ни напоменуваат дека многу често доаѓаат со себе поставени диагнози кои што не се толку точни. И тоа е често поради тоа што им требало долго време да се охрабрат за да реално да се на некого да побараат помош, да. И поради тие причини они продолжуваат со некои себе терапии често, но меѓутоа кога ќе се обратат веќе кај стручно лице, доаѓа првен процесот да се тргнат од таа самите диагноза што си ја поставиле, да речеме, и после тоа да се работи на вистинските проблеми. Така да до негде се свесни за работите, но меѓутоа знаат да ги преувеличат или знаат да им биде влијаено за да си ја постават таа диагноза. Но во однос на обраќањето немаат толку можности, иако се свесни младите дека треба да се обратат кај стручно лице, кај психолог, психотерапевт, но меѓутоа многу често ги немаат тие можности. Директен како младински работници многу често се соочуваме со фактот каде што младите уствари својот џепарлак го тргаат на страна за да одат на некоја сесија без да кажат на своите родители, што е малце поразителен факт, но сепак се почесто и почесто се јавуваат и родители кои што веќе стануваат свесни за ситуацијата. Но се уште имаме доволна бројка на млади кои што ќе се обратат и да не собираат пари од џепарлак, ќе се обратат кај училишен психолог за некој проблем. Тие не можат, училишниот психолог има бариера затоа што не може да продолжи да работи со нив поради тоа што детето не сака да биде споделено тоа на неговите родители. И тука веќе се креираат некои бариери за тоа каде они се да се обратат, што да направат, како да направат тоа. Велите не се охрабруваат сите, но ги има оние кои што се охрабруваат и бараат помош. И тоа чинам во голема мера се должи на јавното говорење. До пред известно време сериозно се стигматизираше одењето на психолог и разговорот со истиот. Во контекст на помошта која што се нуди на младите, организирате многу корисни работилници и обуки изминатиот период, кои што токму во фокусот го имаат менталното здравје на младите. Ајде сега да видиме и за вашето искуство. Колку се охрабруваат младите да дојдат на истите, бидејќи знам дека меѓу другото може да стекнат вештини за самопомош? Да. Нашите програми, нашите работилници се баш насочени за ментална хигиена, за тоа како младите да си го одржат добро нивното ментално здравје пред да настанат одредени проблеми или кога ќе настанат мали ситуации, како да постапат по истите. Кога се случуваат промени во секојдневниот живот, кога наидуваат на различни врски и односи. И младите се охрабруваат да учествуваат се повеќе и повеќе на програми за ментално здравје. Пред скоро време правевме анализа за тоа какви програми они почесто би сакале да среќаваат во нашата организација и еден од говорите е програмите за ментално здравје. Се уште не се во толку голем број и се уште тоа е почесто во средините каде што поотворено се зборува за менталното здравје. Во помалите средини, кога зборуваме за ментално здравје, се уште е тоа голема стигма. Од една страна, поради фактот што немаат ни психолози и психотерапевти кои што можат да се обратат, од друга страна, тоа што е се уште стигма и кога има работилници и такви активности, помал е одзивот на истите. Во Скопје, дефинитивно можам да кажам дека е работилница за која што има заинтересираност, но си уште има простор за многу работа за да се расшири таа заинтересираност. Имам уште простор и уште многу бариери да се срушат. Во рамки на самата анализа, на крајот на анализата давате и конкретни препораки како да се подобри менталното здравје на младите. Да. Дел од препораките, главните препораки на кои што би сакале ние да се фокусираме е тоа да институциите одговорни за грижата за менталното здравје за младите да бидат тие кои што ќе работат директно на тоа. Тоа се Министерството за образование, Министерството за труд и социјала и Министерството за здравство. Секако зборуваме за ментално здравје кое што е дел од целокупното здравје. Главните препораки ни се насочени кон училиштата, затоа што анализата е
директно насочена за сервисите за ментално здравје во средните училишта и една од работите ни е дека Министерството за образование треба дефинитивно да поработи на фактот училишните психолози да работат повеќе стручно, односно да работат повеќе согласно нивната професија, да им се намали административната работа и да им се зголеми просторот за тоа тие да работат директно со младите. Други препораки кои што младите директно ги сакаат се принципи на рандомизација на посета на психологот. Значи секој ученик во годината да има можност да го посети училишниот психолог, да се советува со него, да разговара за сите проблеми со кои што се соочува. Да има посебно насочени часови во училиштето кои што не мора да е еден конкретен предмет за ментално здравје, но меѓутоа часовите, дел од редовните часови, пример како што се класните часови, да бидат посветени на нивната грижа за менталното здравје. И секако посистемски пристап кон националната стратегија за ментално здравје, која што беше запрена со имплементација во изминатиот период поради пандемијата, која што за жал запрена успорена со имплементација, која што за жал баш беше период каде што најмногу требаше грижа за менталното здравје кај младите. Незина подобра имплементација и повеќе фокус на самите институции на тоа дека менталното здравје не се само установите кога веќе имате одредена состојба, туку менталното здравје како што треба да се грижиме за физичкото здравје е исто така нешто кое што треба да се грижиме редовно и да го зачувуваме здраво. Оно што е во доменот на нашата моќ го направивме утрово, зборувавме повторно гласно оваа тема и се надевам дека нашиот разговор ќе допре и до родителите, и до младите, и до надлежните институции, особено меѓу другото образовните, кои што треба да го имаат во фокусот и менталното здравје на своите ученици. Благодарам, Софија. Благодарам и на вас многу. Да, благодариме за гостувањето, ќе се видиме ние повторно во наредна прилика. Верувам ќе се согласи со мене, со оглед на времето во кое што живееме, нашето ментално здравје секој ден е ставено на тест. Апсолутно, токму затоа не треба да стигматизираме, не е воопшто проблем да побараме советот психолог. Проблем е да го игнорираме проблемот кој подоцна станува многу посериозен.